Подитно, по примерот на земјите од обкружувањето, да се формира туристичка полиција, ако сакаме да има ред. Оти на ривиерата повеќе од 2 децении владее безредие и хаос. Нелегални туристички водичи од надвор сред Охрид од ракав ја презентираат и ја искривуваат нашата историја, култура, традиција и минато. Реагираат експертите по туризам. Потенцираат дека според законот за туристичка дејност тоа е казниво и треба да биде санкционирано. Странци кои што немаат положено испит за туристички водич и не се резиденти на нашата држава не смеат да се бават со оваа дејност во рамките на нашата територија. Никогаш не смее да се дозволи улогата на генерален туристички водич да ја преземе тур лидерот, односно придружникот на групата, бидејќи сите од различни аспекти го интерпретираат наследството, да сепак живееме во еден регион каде што има одредени специфични моменти кои што нас не диференцираат од нашите соседи. И сепак имаме официјална историја на нашата држава која што мора да ја кажуваме на нашите клиенти туристи. Или треба да се зголеми бројот на туристички инспектори кои во Охрид ги има само 2, или да се формира едно посебно тело кое што ќе ги санкционира сите оние несакани действија во туризмот, за еднаш за секогаш да можеме да се заштитиме. Министерот за култура Љутков истакна дека овој проблем ќе го решава Националниот совет за туризам, кој веќе од идниот месец ќе изработува Националната стратегија за развој на туризмот. Треба да излезат со официјални информации и предлози и во однос на стратегијата и во однос на законот за туризам, но и во однос на туристичката полиција, бидејќи како што знаете, во советот членуваат по закон сите релевантни институции, здруженија, професори од факултетите и така натаму, така да соочени сме со проблемот кој што го има не само во Охрид, туку и во другите градови каде што се развива туризмот, но посебно изразено е овдека во Охрид. Никаде во светот не може некој во вашата земја да зборува за културно-историските споменици, за историското наследство, дури и за природните карактеристики, велат туристичките експерти. Добар пример е Црна Гора, каде комунална полиција ги санкционира сите оние водичи кои што нелегално ја обавуваат туристичката дејност, од која зависи промоцијата на Македонија, незината историја, јазик, култура и традиција.